Овој денеска поднесе условена оставка од тоа што можев да го слушнам. Од друга страна, метлата на Заев помалце комично заигра кај општинските организации на СДСМ. Јас се уште не сум слушнал претседател на општинска организација кој што ветил и се колнел во името на дедовината, татковината, дека нема да го прави тоа што го направи овој, да тргува со идентитетот. Јас се уште не сум слушнал некој од нив да ветуваше 100 километри автопат. Се уште некој од нив не сум видел дека има плантажи со марихуана. Не сум видел некој од нив да е градоначалник па да бара евро за евро или пак да дава на брат му парцели за стан од 40 квадрати кои што вредат милиони евра. Но тој кој што е најповикан за сето тоа, и можам да ги редам тие фаули, тие работи кои што ги правеше Зоран Заев во минатото, до утре имаме за машала, богами. Секој од нив не сум го слушнал за нешто што практично беше изговорено од устата на премиерот, односно од устата на Зоран Заев. Но истовремено, паралелно со процесот на метла, трае еден вид на процес на исповедување на високите функционери на СДСМ, дека слушнале пораката од народот, дека јасно им е дека погрешиле, дека знаат дека не испорачале тоа што ветиле, но никој од нив не му текнува самиот да си поднесе оставка, туку сите чекаат Зоран Заев што ќе каже, деспотот е тој кој што одлучува, а истовремено полни усти со демократија, полни усти со европски вредности и принципи, а внатрепартиското поместување, внатрепартиското функционирање е далеко од демократско, кога еден апсолутистички одлучува